Ова е, Кажем зашто. што да кажам, не сме разочарани. Очекуваме да има поголема да не слушнат многу по-јасно ова што говориме, да допре до сите тие до кои што треба да допре и да се почне да се решаваат работите што можно побрзо. Дали мислиш дека нешто ќе се смени? Песимист сум за прв пат во животот. Зошто песимист? Песимист си заради тоа што си песимист, заради се ова што се случува изминативе 35 години. Заради тоа. Фала. Што би им порачале на институциите? Прават на друго нешто. Што е да ме правда за нашите деца? Дали Да не мислите, гинат повеќе. дали мислите дека нешто ќе се промени? Тоа не може да реши. Дали мислиш дека нешто? Чинија ми почина, школска ми почина и да најдем правдата за нив. Тоа доста. Зошто си тука? Па за нив, за да ги поддржаме родителите. Дали мислиш дека нешто ќе се промени? Па надеваме се ќе се промени, треба да се промени. Дали мислиш дека нешто ќе се промени? Зошто песимист? Се ова што се случува изминативе 35 години. Фала. Дека не излегува партиските ботови, така наречени правни експерти на телевизија да послушат дека требаше да ги викнат новинари, родителите, за да ја објасни као наводно процедура. Всушност тоа нема да биде процедура за објаснување, тоа ќе биде лична закана за нивно завршување. Бидејќи меѓу нас родителите имаат пуштени своји луѓе за да ги контаминираат сите овие наши маршови, уште не е протест. Протест е многу посериозна работа, кој што се сите плашат. Ова, да не прашам сите вас, но вие, дали ова државна институција? Да ова зграда, дали е државна? Не, ова зграда не е државна. А дали знаеме сите што е државата? Државата сме ние. Овие луѓе, овие сите, и вие новинарите, и полицијата, и обичните полицајци кои што ги манипулираат цело време за да ги штитат нивните криминали. Ово е партиско дувло. Ова не е државна институција. Ова е ВМРО-вска институција, бизнес-картелска институција на бизнес-картелскиот партиски огранок тамо кај што е во Белата палата најбогатата партија во Европа. Ово беше огранок пред тоа на социјалдемократите и уште на не знам уште претходно кој не е ни битно. Цело време не убедуваат преку јавни нивни експерти во наводници ботови дека е многу тешко правниот систем да го докаже верижната одговорност на сите овие луѓе тука за остров што се напишани на список. Ќе ви ги прочитам кои ми презиме, која година и како, ќе ви помогнете и вие некој, да би ги апдетирам некој. Па сега ја ќе пробам, не лаик сум за право, ама вака од проста логика ќе пробам најлаички за барем пола минута до минута да ви објаснам. Пошто најзасегнати и најкриви за се што се случува за држава, па и за убиството на овие деца, значи не луѓе статистичка бројка како што најавуваат кај вас во медиите. Ова се деца. Ова се деца. Наодговорни се јавното обвинителство на нашата држава и Министерството за внатрешни работи.
Зошто? Просто причина. Јавно обвинителство. Дали еднаш има излегнато под допред глас? Значи, обврска законска, обврска устав. Дали еднаш има излегнато под допред глас? Ни еднаш. Еве. Еве, гледате, снимајте сите. Еве. И не се само овие 62 деца. Не се само овие 62 деца. 62 деца. Уште 170 до 200 деца се повредени. Доживотно останати, ќе останат инвалиди, физички, психички. Дали овој фраер, тука, така наречен јавен обвинител само по потреби, партиски потреби, дали кога седне на ова фотеља, ги презема, пошто цело време не убедува дека правеле криминали, дека неправилно работеле сите. И исто така за оној Шизикот Тошковски, се однесе ова, двајцата најкриви, најзасегнати за ова работа. Дали после толку обидувањето за криминалите, се со цел да седнат на власт, не дека ги немалби претходно, дека неправилно работели институциите, ти не знаш, и се какви работи слушавме пред да дојдат да седнат во топлите фотели кои што ние ги купивме да седат. Значи ние граѓаните и ги купивме фотелите и ги плаќаме со илјадници евра месечно. Пониде добре глас лево излегнато до сега. Тучите на децата ни земат. Понидеш за добре глас леват излегнато, еднаш барем полка да излеговте бре. Стоки. Полка да излеговте бре, немаше да ги гледаме овие деца како мртви. Вашите деца ќе Половина, не еднаш, половина да излеговте бре. Сите студенти кои што ги третираат овие така наречени господа што ги плаќаме со илјадници евра. А ги третираат како обични мизери и стоки, живеат во скапани студентски домови. По-опасни од она шталата кој што погинаа толку деца и толку деца се повредени. Тоа сте сите вие државата. Вие плаќате станоци, вие плаќате се за овие говеда да живеат, да взимаат месечно по илјадници, по многу илјадници евра, да си вместат нивни тендери, нивни фирми да ги работат, они да се не задушуваат со милиарди евра, се со цел нивните фирми само да работат. зборов говеда не е. Говедото знае колку да јади, да паси и се не јади и се напаса. Извинуваме за некои овие зборови што ги употребувам. Не се ни говеда, Тоа е не зборувам Боже, јас свесно тој излегува од мене. Господинот Коцевски. Кој ќе го апси него? Татко ми Борис. Кој ќе го апси тој внатре што се нарекува јавено? Ние, Добро. сите заедно. Ние. Ако сме сложни, да, а не сме сложни. Македонците никога пат не е било сложно. Пред него бил Љупчо Коцевски, Љубомир Јовевски. Така? Пред него бил Марко Зрлевски. Каде си? Уапсени си? Дали си уапсени? Дали си уапсени, потврдете ми. Не си уапсени. Еве Министерство за внатрешни работи. Панче Тошковски. Од кога е Панче Тошковски, кој што не убедуваше дека имало големи криминали? Од кога е? Од 28.1.2024 година до 26.5.2024, па некој мал пред до сега. Кај се началниците што ги постави? Дали си приведени началниците што си ги постави неговата структура за да се борат како што не убедуваше многу голем криминал бил? Еве кој поставил началници. Дали тие началници кои што се директно одговорни како и него? Дали се во затвор? Дали се приведени Ајким Нихију, Оливер Андов, Митко Чавков, Гордана Јанкуловска? Гордана Јанкуловска од 26.8.2006 до 13.5.2015 и сите овие што ги набројам до сега. Дали се уапси? Не. Министерство за економија. Кој одговор за легализирана дивоградба од 1999 година со намена за објект за легална индустрија без извршена пренамена за гостителски објект со дозвола издадена. Да излавате и пред камери да си даете откази да се одите дома кај децата. Ви простуваме, не ве тепаме, не ве киднапираме, не се плашите. Не сме убийци како вас. Не ве ни прогласуваме за терористи. За ништо не го. Само напуштете и од дете си. Не можело, тешко ќе се докажело
дека кој е крив, кој е прав. Како ако не бива кој е тешко, марш! Марш, Гитла! Има кој го бива. Гитла! Зошто сте Како е во тука? Кочани? Дали сте сега поделени родителиве? Во Кочани, кога дојдете само, ќе слушате чавки и гаврак, ништо друго. Улиците се празни, пусти. Луѓето сети да одат со наведнати глави, само може ќе поминат, така ќе направат, ќе се прегрќат и ништо. Ништо. Замрен град, тотално замрен, како по хорор филмовите. Дали имате притисоци? Па јас лично не али. Ја не се бојам, никој пат не сум се бојал. Што се бојам? Ја имаше едно детенце, 20 на година, 20 на години тоа ми загина. За кој да живеам и за што? Има ли потреба да живеам јас сега? Имат кажувано на повеќе души од Кочани со притисоци и со се. Имат доставено МВР да идат до полицијата повеќе пати, така да има притисоци. Да. Што мислиш дека дали нешто ќе се смени со овие протести? Јас се надевам дека да, и то, ама дали ќе се смени од со овие овци на власт? Не! Сите обезбедувањето позитивни на наркотест. Кој го обезбедува на моето дете кога улегне у некоја институција, значи кој ќе улегне оно треба да биде обезбедено. Безбедноста треба да му е загарантирана. А они шо? Отидоа живи, земаваме си ги изгорени и умрели. Тоа ли е правда? Што порано имаше да служи трајбал детонатор. Тие банди уште се... Што ќе има детонатор? Еве го тука е командиро сега што поставено в Скопје, тука е, у Кочани. У четврток кога го беше 40 го издашавме на децата. Првиот душник што е увал на газата на дискотеката беше до него. Слободно дојдете сите, секоја телевизија, Секоја сабота има секој новинар, протест. нит сме некои нападни луѓе, значи Кочани сме мирни луѓе, ама сме помалку. Сум тука да им дам солидарност во болката на овие луѓе и да ги поддржам барањето на правда. Мислам дека е суштински. А дали ќе успе обвинителството тоа да го истера, зависи дали ќе има храброст да ги именува главните виновници за тој фатален пожар. Тоа е и тие остануваат во овој момент надвор од досегот на правдата. Децата сакат да си бегаат од оваа држава. Јас снимав и сакам да им прикажам дека има уште луѓе кои ќе донесат правдата. Правдата мора да дојде. Имаат право, што викаат сите треба од кога стана Македонија независна да одговараат по име и презиме. Имаат грешки сите. Кога ги користеле своите привилегии и биле друга класа во однос на народот, тогаш тие мора да вратат на системот. Да вратат, дали материјално, дали морално, дали да се покајат, дали да кажат и они да викнат и за сведоци што се случува со оваа држава. Имаме прекрасна држава Југославија, мислиме дека ќе направиме јака држава, но кај отидоме. Фала многу, бидете поздравени. Пријатно. Пријатно. Јас сум подршка. Каде сте? Скопје. Дали мислите дека нешто ќе се смени со овие протести? Не верувам. Зошто не За верувате? жал. Ако се смени, требало да се смени до сега. Или некој да одговара. Не вака сигурно, мислам, ова не. А мајките само да ги видиш и доволно зборат. Не треба никој да збори. Филип, значи на 12 годишно ти да изгасиш волја за живот, волја да остане во Македонија, кој ќе плаќа даноци да се плаќат? А од кај да сте дојдени? Јас сум од Лондон дојдена. Значи, како не се освестуваат дека вие луѓе се дојдени тука да тражат правда, мора да има некој. Да, одат на ги собрани. Граѓаните се движат во собрание. Можеме да видиме дека има многу голем број на граѓани, исто така им се придружуваат и студентите, студентскиот одбор,
семејствата. За семејствата на починувачите деца. Зошто да не ви дадам? Ајде. Професор Андонов од Војната академија. Така. Што сакате да слушнете Зошто се? сте тука, професор? Ако го потребам терминот дека сум тука за да им дадам подршка на родителите и на загинатите деца, на повредените, утеха во нивната болка, тоа би било само една од многуте флоскули. Болката на тие родители не може да ја замени нити моето, нити било чие сочувство. Овде сме и овде сум пред се да не се повторуваат вакви работи, како што ни се повторија, тие може единствено да престанат да се повторуваат доколку престане функционирањето на несистемското функционирање на структурата во државата. Тоа бара граѓанска свест, тоа бара почитување на законите. Како рейтингове? Добаре? 400.000 евра, а? Срам нека вие. Ги повикувам сите пратеници прво до опозицијата. Слово на некој да го депонираат својот мандат таму кај нивниот спикер, нека излега со народот. Немате потреба да не застапувате во ваква влада. Никако опозицијата. Ги повикувам сите пратеници од владеачката структура. Барем ајде на честните. Слово на некој депонираат својот мандат, нека си дадат отказ. Не сакаме да ве плаќаме. Не сакаме да ве плаќаме месечно со илјадници евра. Милиони евра. Стотици милиони евра. Сакаме од која дата ви нашата партија? Од која дата вие ќе почнете со одговорност? Кажете од која? Пошто не биле лиценците дадени. Зошто? Зошто загина за една вечер? За еден час да си дојде дома од Скопје и да загине во Кочани. Не, сега да не мешаме баби за Не знам што да кажам се. Имаш убав одговор. Ти повеќе знаеш да кажеш него. Работеше овде во Скопје, во Асеко, заедно од Скопје за Кочани, од Кочани, од градот на периферијата во Диско и таму да заврши нивниот другарски и мејачки живот. Пуни енергија, пуни длабост. Заедно. Сега почиваат. Заедно си дојде од Скопје и заедно загинаа. А никој нема објаснување зошто. Не се загинали убијања. Во името на корупцијата, на митото, на парата, нашите деца настраѓа. Беше барано секаде, па дури и во Хрватска, каде беше на надпревар. Ги освои првото и второто место, бидејќи од неговиот труд и работа сите беа задоволни. Добрите луѓе сите ги сакаат. Ги правеше најдобрите коктели, по што беше и познат, најдобрите кафиња, смути. Беше толку добар, што постојано беше насмејан. Надвор, узурпатори! Надвор! Јадови! Покажете се да ве видиме. Нема правда, нема мир! 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 Оставка! 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 Оставка!
Оставка! Оставка! Оставка! Оставка! Оставка! Оставка! Панчо Тошковски! Панчо Тошковски го хвале! Сакаме правда! Сакаме правда! Сакаме правда! Сакаме правда! Сакаме правда! Сакаме правда! Внатрешни работи, министр Змурски. Дали успеавте во интерпелација? Уште трае. Ние побарахме сега пауза за представници од вас, од родителите. Зашто да не има можност Ловничка, горе има место у галеријата, може да има 10 на 15 представници ваши. Ние сега вас со народ целиот. Чисто да ја следите, барем да ја следите. Нека искочи ден слободно, нека каже, ништо нема да го направи. Нема ни да го тепаме, нема ни да го тепаме. Зашто овие луѓе не се плашат? Зашто овие луѓе не се приведени? Ние не сме убийци како нив. Има све јавно достапно. Тоа е и тема на интерпелацијата, дека се Зашто овие луѓе таргетирани поранешни, поранешни функционери. И имам некој што нема. Ова ракоче не се вршти, значи тие. Апсолутно, ни еден инспектор ништо не е. Инспекторот. Ма некој тамо еден Министерство економија и труд и социјално. И дали е вистина дека бережна реакција тешко правно може да се Па најверојатно да. Агресивно. Тука сме ние. Тој инцидент ќе доштеше за малце, ние да нека не затворат, што ќе не шо оди ќе не затворат. Ние ги повикавме или ваш да ве примат или да излезат. Поради која причина никој стоевме на страна, не кефме да. Поради која причина никој не ќе да искочи да ни се обрати? Вие сте тоа. Зашто неки така наречениот премиер со огромниот рейтинг, кој што 400.000 евра давал на агенција да му го мерат рейтингот. Зашто он не излезе? Зашто не излезе Тошковски? Без разлика што. Зашто оној Љупчо Коцевски не излезе? Тие се главните, тие се главните. Оние другите се ниски ешалони по одговорност за сето тоа што се случило. Тие сами си паѓаат по себе. Тие ќе паднат вака или така. Колку, еве сигурно знаете, колку пари трошат на правни експерти за да не убедува дека тешко ќе имало кривично дело. Затоа ли го тоа направија за да нема? Ја заташка и ја заобиколи, ја разводнија целата ова истрага. За жал, поучени од историјата од 91 до сега, јас не сум видел случај дека некој со своите ги јас. Борис, што да направиме? Ние единствено останува да се врши што треба граѓанска војна да прави. Ова тука што го правите е притисок, само со притисок. За жал, власта не попуштува. 5 години лажат. Значи, што сакат? Да земеме српове, секири и лопати и да дојдеме тука. Тоа ли треба? Како македонците, нашите деделци, праделци, праделци се прили со турци. Исто е. Доста беше, доста. Како да сме окупирани? Што е дикал? Сме окупирани. Да се сме окупирани. Стоеме пред кој човек стоеме? Кој е Никола Карев? Кој човек? Прв председател. Да. Кога требаше да се дигне востанието? Што му викаше Питу? Да го дигнеме, не Питу. Нема да го дигнеме, не е време. Што му вика Питу? Господине Карев, ќе каже историјата, дали сам јас право или ти? Карев што му одговара? Господине Питу, историјата, ние ќе изгубим живот. Историјата, за жал, ќе ја пишуваат некои големи дебелогазовци, како што се овие во собранието. Тие ја пишуваат историјата. Тие. Така, ти зашо се ги викнале? Не треба потреба, не сме ние, сила не ќе ние. Нашо сакам искрено. Доста ни више преку глава ни дојде. Кажете како левици. Ако не Ѓатмирче сака, па ќе преземем друго. И оние исто историте СДС-овци, да ги депонирате вашите мандати. Зашто работите кога немате што можете да постигнете? Зашто ти тогаш ќе собрани? Ништо не можете. Депонирате ги како немате кворум. И они од СДСМ и оние други тамо кои се века опозиција. Излеглете. Со народот ќе биде. Канцеларија во кочени од партијата и во Каменица. Имаш ли членство? Срам да ви. Удобно е, нели, убави се морските плодови, убави се. Како опозиција, како вие моментална опозиција претходна власт, ќе ве замолуваме да си ги депонирате мандатите како председател и како опозиција. Сите дојде. Контактот со вас со делот на истрага. Немавте никакво гласање од семејството, само Значи, бевме неколку пати така. И се видовме со
Себе бевме дома. Разговарахме, помогнавме тоа што може. Се помогне во тој момент да се даде поддршка на тие. Кличко. Hello. Вака. Тоа е борба? Дали е тоа борба? Вака. Не знам дали ќе разберете. Па добро, да, ние сме само мече. Не мече, ние сме неуки и нема да го разбереме. Не ми импутираме зборови се. Не го кажувам тоа. Значи ние сме тука ви кажуваме зошто не сакаме. Еве си кажи имате, ојче. Дома, дека живееш. Не! Не сум ти ги сметки да се доживат. И кој ќе ми зема и све. Мојот дете, видам некој и така сака да му тепат. И така сака да му тепат, да не се дознаат кој е криви тука. Ништо, не! Ништо тука е полиција. Полиција некој му тепат. О, здраво докторе, мојот дакерка. Мојот дакерка се лечеше. Не знае, јас Надвор од собрание, најверојатно го слушна повикот наш, да ви се заблагодариме пред се, што не удостоивте барем некој од оваа голема зграда на моќници да излезе со простата раја, бидејќи простата раја ја гледате инаку само на избори, инаку не ви треба простата раја. Уште еднаш благодариме опозицијо, но имаме две прашања до вас. Вие за време на избори и инаку исто така имате одење кочани. Така ли е? Ја знаете дискотеката Пулс, која што веќе вашите колеги ја нарекоа штала. Ако сакаа индиректно да кажат дека ние граѓаните од Кочани сме говеда па сме влегувале во штала, и тие биле затоа што тие биле во таа штала. Се сеќавам кога бевте на власт, имаше две решенија за забрана за работа на шталата. Но пократко се повлековте потоа од власт. Што се случи со двете решенија кои што ги имаше донесено Министерството за внатрешни работи за престанок на работа на шталата? Дали имате таква информација? Ај прво на прашањето. Не знам на вистина и затоа ние цело време од почетокот, непосредно после трагедијата, даваме поддршка на институциите да имаат неселективна работа и истрага. И во однос на првата работа, не треба да се заблагодарувате. Не е точно дека немаме сопис со луѓе. Не сакам да полемизирам. И во Кочани и на секаде. Малте не да дневносно, но сакам да потенцирам една работа, што мислам дека е многу важна. А тоа е дека ова излегување, сакам да знаете дека нема за цел да донесе некој политички поен. И нема? Не, само момент, сакам да ви кажам, сакам јас да ви кажам во име на сите. Тоа беше нашата дилема, секогаш за тоа како присуствуваме и дали воопшто имаме контакт со вас. Нема овде никаква желба за политизација. Ние сме на располагање да се бориме со сите инструменти како опозиција, да знаете. И вратата ви е секогаш отворена. Никаков политички поен. До джебот. Да, чим се имат у джебот, зашо да се замарат со нешто друго? До джебот. Јасно ведете бе, јасно. Ние тука се 5 души ќе чврчкаме, тоа е, Скопје ќе си седи дома. Они брат, не знам. За 1000 денари ќе им ги дам јас ако ви се 1000 денари. Они по службена должност. 1000 денари се бе. А за толку само. Ама што е, ја ќе им ги дам, нека застанат од оваа страна, не од таа страна. Па добро, ќе ги сопереме ние 1000 денари, нека дојдат од наша страна. Треба да бидат на протест. Нека одеште. А овие па што излезе, знаете? Овие па што излезе? Ја знам дека не ќе напирам тука. Ама ја, тој до. Каос и улици у тој контекст.
Се до тогаш џабе. Џабе. Това разбирам. Ама и на работа, ама треба не може да напуш, не разбираш. чекајте, дали е на работа, дали не е на работа, се плашат. На площад што седе у кафичи, Луѓе Па се тоа е мал процент, можеме и без нив. луѓе се у приватни фирми, луѓе жртвуваат многу за да се прехранат у тој контекст. Не се делува така. Треба едногласно тоа се направи. Е, па направи еден повик. Ама ќе те апса дел. Нема Ќе ти најда трага. Нема там се. Време е за честни луѓе да се стават доста. Не плашете со полицајци, тие се со нас. И тие се изманипулирани за да ви штитат вашите криминали. Додека говорите овие денови Срам! дека полицаите се виновни кои што влегле или не влегле и отишле на друго место, да се запрашаме кој им ја дал наредбата на полицајците дека треба да отидат од едно на друго место. Не може некој вработен да ја смени операцијата додека одговорниот не му каже дека треба да ја смене. Но сепак ние гледаме дека меѓу реченици министерот говори, тоест не говори, дека токму тие се виновни. Не, министре, се знае од каде смрди рибата, од главата, од каде што ја добиваат наредбата. Точковски и Коцевски. Жално е, мајкиве, во чии глави се е испомешано, кои се обидуваат веќе 40 дена и солзи немаат, својата болка и да ја претворат во бес, но бесот погрешно да го канализираат. Дали вие, министре, знаете што значи погрешно канализиран бес? Дали ќе се удостоите еден од вас, било од кое надлежно министерство, макар и еден пратеник од Кочани, кој што имаме неколку, да излезе пред нашиве и да каже: драги сограѓани, јас веќе нема да бидам пратеник, го видов ово што се случи со вас. Има таков? Видовте таков во овие 40 дена? Нема. Срамота! Срамота! Само еден позор што се слика со донации, амбулантни возила, што оде по аукции и се слика и постира цело време само на Facebook и пише коментари негативни смисла од народот негативни за него. Не ни треба таков представник и мандатар кој што ништо нема направено ни за Кочани, па камоли за Македонија. Замислите својот роден град, па камоли за државата. Забораваат една работа, дека на овие места се затоа што народот ги донесе. Како ги донел, така и ќе ги однесе. Нека не забораваат дека Бог е еден, ама кога народот ќе биде посилен, тогаш знаеме што се случува. Така е. Напор! Браво! Напор, отказ, напор! 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 Андрей Лазаров работеше овде во Скопје, во Асеко, заедно од Скопје за Кочани, од Кочани, од градот на периферијата во Диско и таму да заврши нивниот другарски и мењачки живот. Пуни енергија, пуни младост. Заедно и сега почиваат. Заедно си дојдоа од Скопје и заедно загинаа. А никој нема објаснување зошто. Не се загинали убијани. Во името на корупцијата, на митото, на парата, нашите деца настрагаа пуни енергија, кој мислил што ги очекува, какви лиценци, какви дозволи, какви прегледи е правено, кој е тоа водил математика, само пари, пари, пари и ништо друго.
И сега нашите деца да ги нема за 3 дена, не начека 25 роден ден. Радуваше се. Нашето е завршено со завршувањето на нивниот живот. Нема никаква утеха и нема никаква правда за нашите деца, што не се го заслужили тоа. Ова е Андре Лазаров кој играше тука во Скопје, во Шкупи, моментално. Именјаци, другари. Играше работнички, играше тиквеш. Заедно од Скопје во Кочани и заедно да загинат. Пуни со позитивизам, пуни со енергија. Да се види со другарите и со нас. Они не се загинали, они се убиени. Не дочекав ни да го не се видам. загинати. Има разлика. Јас бев замината од дома на екскурзија во Турција и не се вратив дома да го видам. Ни жив, ни мртв. Црквата кажува дека овоа било Божја волја. Овоа не е Божја волја, овоа е убиство. Убиство во име на парата. Само интересот, профитот. Да е некој од одговорните што требало да си ја врши одговорно работата, немало е до овоа да дојде. Било Министерство за економија, за социјала, за труд, полиција, за градежишто, ништо. Убаво, јасно, гласно. Значи, не ние да улаваме овој излезат. Секој од вас имајте си микрофон. Со збор не се опишува. Ние треба да ви кажеме за пандемија. Ние треба да ви Ние изгубивме деца. Вие не сте изгубили деца. Не знаете вие што значи да изгубите дете. Едночко е да го имате и да го изгубите, не знаете што значи. Значи се што си работил за своите 40 години што сум крапал буал со овие раци. Гледај какви се моите раци. Се за 2 секунди се информа. Зашо јас ќе живеам? На кој ќе остане овоето што се го спечелил? Што се спечелил за 40 години се спечелил една куќа да му направи на кола да му купам. А господата од кабинетите што имат? У Дубај и станове, куќи из чуда. Нека ви бидат живи и здрави. Да не ги најдете хора ништо. Пробајте една секунда само уместо никој на овој девојченце што починато само да ставите брвено да видите како ќе ви. Чека да се. Нели заслужува барем за морална одговорност ако не е веќе правна, ако што не обидувате дека не може никаква правна инстанца да излегне на крај и да се проведе правда. Како што плаќате ботови адвокати по телевизија да изјавуваат дека е тешко да се покаже ово. Па дали се тоа што само вие седнавте на вашето фотели, кој обидувавте гласов јас за вас. Тоа гласов од кеф, од радост, дека ќе сменете нешто. Дека ќе сменете. Што затворите? Кој затворите? Дали Инспектор по криминалистика. Инспектор по криминалистика. Дали са безбедни нашите деца? Не само нашите деца, и вие, и сите ние. Не. Дали сме безбедни? Дозволете ми, да молам, гледате дека не сум човек, како што проба... Јас страшно обожавам. Дозволете ми, Страшно ве молам, дозволете ми, господи. Ве молам, дозволете. Ве замолувам. Да седнеме да разговараме, да трнеме политиката на. Да седнеме да разговараме за сите оние работи кои што ве интересираат. Спремен сум да одговорам не денеска, не вчера, цел ден, цела недела, цела година ако треба. Ќе збориме за она кој што треба да збориме. Значи, ве замолувам. Дојдете со мене, ќе разговараме за се што е од интерес. Имам разговарано со дел од вас, па ќе повторам. Болката не можам да опишам со збор. Ве молам, дојдете да поразговараме. Ако не сакате, ако не сакате, ќе ве разберам. Ама како човек, како родител, ве замолувам. Човекот постави прашање, жената постави прашање, одговорете сите да слушате. Ве замолувам, дојдете да поразговараме. Не е ништо страшно. Не сме способни се да разговараме. Значи поединечно не е добро.
Не сме способни сега да разговараме. Добре, Ќе поразговараме, ама може ли некој од ми Сакам да јас се зиритирав и се тргнав затоа што не знам кој ги викнал пратеници од СДС. Ние ги викнаме сите. Значи ние ги викнавме заради тоа што не ме удостои позицијата, барем опозицијата да не удостое и некој да излезе да каже два збора. Излего од Левица и излего од СДС. Ако не беше тамо, затоа не ја кревајте тензијата. Ве замолувам повелете. Добре, јас како родител прашувам. Туку засегнах јас ќе те Пробаме капијата. Ние плаќаме, ма одиме во насока во која што јас како човек и татко на две деца имам огромна болка. Огромна болка. И ево ова досега не сум го кажал. Ево ќе го кажам. Сакав да си поднесам оставка. Требаше. Во оние моменти сакав да си поднесам оставка заради тоа што оваа ужасна трагедија се случила во време кога јас сум бил министар. Тоа е факт. Првите денови превземавме процесни действија согласно наредба на јавен обвинител во насока која што ги превземавме.